Кој е, да речеме, магичната формула за cold emails? Јас сум слушал и сум гледал еден куп презентации, еден куп причи за cold emails и слично, и имам супер онака као мислење за некој од нив. Баш ме интересира да чујам дали вие имате онака магична формула. Да, имаме магична формула, што не знам дали да издавам, ама Трнавме ние сијаличките овде за нова година што ни стоја една недела цела, затоа што веќе одминаа празниците, мислам. Нема смисла веќе да се држиме. Многу фан сум на сијалички. Ултра голем фан. Сега веќе ми е многу криво, но ќе морам да најавам 94-та емисија, односно епизода на Комкас. Добар ден, добро вечер или што и да е друго. Почитувани драги слушатели, сабскрајбери и уште подраги Spotify слушатели. Започнуваме 94-та епизода на Комкаст, епизода која што некаде пред нова година влезе во најава, па после нова година требаше да се снима, па као нешто празници, па се развлековме, па не знам што, еве не сега, после празниците. Конечно тука на моје особено задоволство на гости го имам Никола Соколов, ке го пробам? Соколов. Јас сум катастрофа во имењата. Погодив. Никола Соколов, или ти на интернет попознат како? Никола Соколов. Никола Соколов, да. Немам некој интернет никнейм. Да, Никола Соколов е помладата генерација, кога на интернет, Facebook не натера да со име и презиме цело настапуваме. Ние постарите моравме никнейм идеме од Твитер да доаѓаме. Стварно, знаеш дека не сум размислил на тоа. Како мејл на времето кога правевме сите на Hotmail, на Yahoo, на после тој Gmail. Ја бев на Gmail, прв у клас на Gmail и ме заебава, на Gmail, Пошто не можев на MSN ако ти текнува, на MSN не можеше да смениш име, нели го правеше со звезди со нешто, ако беше на Gmail не можеш. Ја бев само Сокол. Супер. Никола, повод конкретен, јас најдов во некој од твоите видеа кои што на LinkedIn ги објавуваш изминатиот период, онака баш искрени, отворени, транспарентни искуства кои што си ги имал низ годините во поглед на растење на еден дигитален бизнис. Па пред да навлеземе во она што начално го договоривме да ќе го дискутираме, ајде кратка лична карта во поглед на твојот професионален, да речеме, професионално искуство. Имам завршено на 10-15 минути. 10-15 минути. Имам завршено на Финки. Почнав бас, ни беше, пред бас имаше нешто друго што фелнавме. 2-3 други проекти што фелнаа. Почнавме бас што беше на као social апликација овдека, нешто као локален анонимен Twitter. Таа доби прилично голем трекшн, околу 200.000 корисници имавме од Србија, Македонија, Хрватска и така. Па таа фелна. Па решив дека, пошто многу беше теска транзицијата од знам програмирање и сум добар у тоа, пошто бев добар на Финки, стварно. И баш кога што стварно сметам дека програмирањето е као не као најдобрата професија што можеш да имаш моментално. Ако сакаш да имаш професија, таа е најдобрата професија да имаш. И ми беше тежок на преминот да бидам од као јас сум сега програмер до сакам маркетинг, пошто стварно сакав. И така. Не така, туку после тоа бев као окей, како да научам најбрзо, пошто не знам ништо околу маркетинг. И бев спремен да викам окей, ајде ќе идам у Сан Франциско, пошто тоа ми беше целта, пошто знаев како се пушнам себе си да бидам као иди кај што се големиве дечки, така ќе научам најбрзо. Работев за стартап у Сан Франциско 3 години. Таму или од тука? Дел таму, дел тука. Пола. Како се наоѓа таа работа или кога си добар програмер е лесно, а? Па упорно само. Нема зашто ако си доволно упорен и барем малце добар, нема зошто да не те вработи никој. Ја барав пракса иначе. Ја барав пракса, пошто бев окей, не сум способен да работам full time маркетинг, дефинитивно, и онака буквално молев луѓе по Angel List да ми дадат пракса. И ми дадоа, и после од пракса преминав во маркетинг во официјалната компанија што беше, па после таму преминав на Growth Lead да бидам. И така едно време бев само јас сум маркетинг тимот, па после бев јас тим испод мене, па го продававме тој стартап. И решив да се откажам, имав работна виза за Америка, се откажав од неа, решив тука да останам да пробаме со некој наш проект, така да моментално основач на Influencers Club.
Супер. Како изгледаше таа транзиција? Ти посака да се префрлиш во маркетинг? Колку лесно тоа го прифатија луѓе, колку им беше тоа пречка, какви разлики требаше да покажеш во твоите квалитети и знаења? И вториот дел од прашањето ми е дај ми ја врската се, значи маркетинг од диджитал и програмирање. Најди ми ја твојата конекција. Мислам, ја можам да ја видам, ама Ева, да чујам слушај, ова е видео што сакав многу да го правам, така да ако ми даеш ако ми даеш пермисии, ќе го објавам ова и ја. Секако. Тешко. Мислам дека самото тоа што си потрошил 4 години на факултет кај што си дал се од себе, пошто ја дав се од себе, стварно бев као факултетот ми беше као сакав и на себе да докажам и ми се свигаше математика, ми се свигаше програмирање и све тоа. И кога почнеме да работиме со Бас, тоест претходно со Дери, бев као окей, ми се свига растење на компанија. Као многу ми се свигаше самиот дел на растење компанија. Не ми се свигаше, тоаш имав некакво чувство дека маркетингот е поставување слики на social и чекање да има 20-30 лајка и така натака. Мену принцип ми се свигаше како да пораснеме компанија што нема ништо, да однесеме до да има нешто. И следеше период голем на размислување као викам ќе оставам професија што е најдобра, што е ултра платена за нешто да правам што прво ми е ново, не знам. Слики на social. Да. И вев као и знам едно попладне лежев, не може да заспиам, девојка ми спиеше, ја не може да заспиам. И викам, окей, нешто ми светна дека growth, негде го има прочитано, уште беше нов термин, као не вработува growth lead, growth engineers, growth marketers, ништо од тоа, вработува social marketing, така натака. И бев кој ја ќе бидам growth. Читав малку околу што значи тоа и бев као, окей, ова е за мене. И после тоа некако имам среќа што не ме интересира многу што мислат луѓето или што ќе кажат другите, кога ме интересира што мислат, нели, као секој што го интересира, ама не се водам според некои туги ставови или например од дома ти кажале и шо правиш ти нормално ли си ќе оставаш работа што те плаќаат кузина колку евра за работа што не знаеш ни што ќе правиш и така. Така тежок беше процесот. И искрено тежок, ама мислам дека мора таа приказна некако малце на поопштено да се сподели, пошто сметам дека многу луѓе тука се заглавени со нешто што го почнале кога биле 18 и продолжуваат да го прават само пошто изгубиле 4 години и тоа е тоа. Кој е клучниот момент на промена на перцепција или разбирање или толкување на работите за од програмер да станеш growth или маркетер? Ајде, мислам, термините ќе ги дискутираме подоцна, иако сакавме нели growth hacking да не биде централната излитена тема веќе, ама тоа е делот од маркетингот, поминуваат трендовите брзо. Да. Знаеш што сакаш. Као стварно знаеш, и ти да не знаеш што сакаш, некој до тебе што те гледа, знаеш што сакаш. Као има луѓе кои се гледаат кога работат нешто, колку го работат со пасија, ама не продолжуваат да го работат во животот поради мислење дека таму нема пари или тоа не е професија или така натака и така натака. Сега за инфлуенсери да не ме правиш муабе, тоа не е професија или се. За хейтање инфлуенсери? Да, знам. Чекај. Мора да, значи за хейтање инфлуенсери, гледам многу луѓе што овие или се инфлуенсери, што се сликаат вака, се сликаат така, што не знам, спасуваат болници, читаат книги и се као окей. Луѓето имаат проблем со дефиницијата инфлуенсер. Поентата на дефиницијата инфлуенсер е само дека има рич до одреден број на луѓе. Кога да платиш Facebook ад, буквално. Тоа тема ќе чував за подоцна и ќе се вратиме подоцна, барем така ми беше мене во глава. Ајде уште малце назад, мислам, ќе те држам уште на овој момент на нели влезе да работиш како програмер, меѓутоа во производ. Имаше нели увид во целата приказка, во обврската да се расте апликација, во обврска, значи не е само ајде да го искуцаме кодов и да пуштиме на маркет, туку да донесеме корисници. Во една таква ситуација сите тие карактеристики и фичери што ги правиш во една апликација не ги размислуваш од аспект на техничко ниво, туку ги размислуваш од аспект на дали овој ќе донесе корисници, дали ќе го задржи корисникот. Така сватив. Среќа, имам другар, Виктор, што е страшно добар програмер. И сега јас со него бев, мислам цело и на факс бев со него и со средно и основно, тоа не е битно, ама поентата ми е дека програмиравме заедно и све. И сега ја ги размислувам баш за тоа, кој дали ова ќе донесе корисници, колку, како ќе ги задржиме и така натака, а он размислува на техничката архитектура на стварите. И тоа што сватив дека има разлика измеѓу моето и неговото размислување, усвари кај јас поише би сакал да идам.
Денеска можеш комотно да кажеш дека ти си некаков, да речеме, growth Толку, стај нешто, точка. growth точка. Така. Growth marketing, Има еден сайт growth lead. точка нешто таму, да. Ајде да се раководиме со последните 2-3 години искуство што го имаш баш во овој сегмент. Низ твоите примери, што сега се покажува ефективно како можеби маркетинг инка, како канал, како техника која што може да обезбеди growth? Многу зависи. Добро. Многу зависи. Као зависи на што производ работиш, зависи у која индустрија си, кој ти е пазарот, кој ти е корисникот и така натаму и така. Мислам, ај не знам да земеме примери некој пошто. Ајде. Да, она што си го правил, мислам секако. Еве на пример со Intermix. Све проба, буквално све проба. Беа стартап од Сан Франциско, имавме Angel раунд и после земавме Seed раунд, значи вкупно негде околу 2, нешто милиони фандинг. И ништо од што пробавме не работеше, освен органик. Као имаше шансата и тоа цело време им го зборев и затоа не ми е криво, пошто бев ултра упорен, али имав фаундер, CEO, што сметаше дека не ја гледаше вредноста на маркетингот, што многу луѓе што се технички способни и се добри продакт лица или така натака, не ја гледаат вредноста у маркетингот, што е штета, пошто можеш да победиш или со производ или со дистрибуција. И сега ти ако имаш јак производ, ама никој не го дознава, џабе го имаш јакиот производ. И нашиот цел фокус као стартап беше на производот. И цело време зборев као органик е као гледате ги конверзиите од органик во paid customers, за разлика од што све друго да правите, не Facebook Ads, Google Ads, окей, работеа до некаде, пошто се близко до органик. Да, близко се до органик, да. Партнершип со огромни компании, па вебинари држаа, па евенти има милион. Мислам, се проба, буквално се проба, за на крај да дојдат до тоа дека стварно еден блогпост не ја држеше цела компанија. Значи еден блогпост не донесе до 400.000 у annual recurring revenue. Дали таков момент гледаш што работи? Во оваа конкретна ситуација, органик, тоа значи дека треба да работиш SEO и дека тоа треба да ти биде како главната карта на која што знаеш што ќе дали има раст таму, дали има потенцијал за раст, мислам како проценуваш тоа? Да, гледај, ние бевме Amazon речив што е warehouse на AWS, не е битно, значи скроз ниш, апсолутно ниш. И ние се фокусиравме на data engineers ни беше пазарот, значи луѓе што се прилично на технички. И само ни висат на GitHub, висат на некои инженеринг форуми, на подкасти, ама подкасти што и подкасти пробавме, тоа не работеше. И сега имаш Amazon Redshift Performance, ни беше тоа као keywordот што беше за нас, баш за нас. Ние бевме баш за тоа. И освен AWS и уште неколку луѓе што имаа како многу ситни блогпостои со нула вредност, имавме огромна шанса да ги опфатиме сите тие keywords што беа околу Amazon Redshift и околу Amazon Redshift Performance и планот беше многу лесен, као ќе го нападнеме Amazon Redshift Performance, пошто тука е, као можеме го имаме знаењето се и го бидува фаундерот едно 8 месеци да напише артикл, и за некои 3-4 месеци више бевме 3-4 место на Google и после тоа за да ги преминеме AWS. Кога се работи за тоа. И sign-ups и све луѓе од таму доаѓа, пошто тоа им беше топикот. И после тоа продолживме као окей, ај сега да пробаме да видиме кај висат инженериве на GitHub, па на GitHub свативме дека има некои луѓе користат што не знаев, GitHub као Википедија буквално, као има GitHub репозитори со ствари што помагаат на data engineers и таму list of tools што помагаат. Па и ајде ќе пробаме да дојдеме у контакт со нив, да направиме комит на тие GitHub да се убутаме и ние. И така. Веројатно линкот таму значи злато, ако ти пуштат, или? Не бе no follow се, ама од страна на SEO не, ама од страна на дистрибуција да, пошто доаѓаат луѓе таму за да видат што има ново. После почнавме со newsletter и тоа пробувавме, се. Добро, ова е тој за Intermix, како ми го кажа. Да, Intermix, да. Ајде следен пример, значи знам дека имаш повеќе. Мене се супер забавни овие. Со Борис направивме со брат ми еден Python скрипта пред 3-4 години негде беше. Многу беше лесно да се прави follow Instagram automation од било кој вид. Значи што и да е на Instagram, беше многу лесно да се автоматизира. А имаше многу луѓе што сакаат да бидат инфлуенсери, а ово им помагаше у растење на followers, на engagement и така натака. Као стварно беше на аутопилот тие профилот. А многу лесно беше да се автоматизира, го направивме и сега самото тоа што беше многу лесно да се автоматизира, сваќаш дека SEO е апсолутно фул. Facebook Ads, као Google, као се е ултра компетитивно.
Но што ќе има билиарда сервиси, такви истично. Да. Добро. Буквално билиарда, ако е збор тоа. Билиарда сервиси има такви. И века, окей, што ќе правиме? И уште ми текнува денот кај што ми вика Борис, абе, Инстаграм мејлот на корисникот на 20% отприлика од луѓето и ми оставен паблик на профилот. И не паблик као дека ме кони не сакајки го ставиле, туку они го ставиле со причина да бидат контактирани од брендови, да биде ова, да биде она. И окей, почнавме да го скрепам Инстаграм тогаш. Што значи дека сакаат да видат сконтактирани и ги следат тие мејлови во суштина. Да. Ги скрепавме Инстаграм тогаш и имаш многу data points. Нема забрана Инстаграм за такво скрепање или? Има забрани за automation свееш, ама. Аха. Мислам, забрана за скрепање не значи дека ќе те, пошто не може да те тужат, не е нелегално да ги скрепаш ако е publicly available data, пошто ја можам да го седнам и да го правам истото на телефон, знаеш, само што го автоматизирам. Ќе ти бануваат профили Инстаграм. Во Инстаграм профили они ни бануваат 10, ние правевме 100. Знаеш, као нема она, као ги кршиме terms of service. Окей. Fine. Да, и скрепавме Инстаграм, ги земавме мелоите, само пошто имаше многу data points. Ме века, окей, ова е супер лесно да го филтрираме до баш корисниците што ни требаат. Значи, окей, кои ни се таргет маркетот, фотографии беа супер, луѓе што беа заинтересирани за фитнес, така натака и така натака. Тоа преку опис, преку био, преку што ги вадиш? Преку све, тагови? keywords у био, имаат категории, имаат Инстаграм профилите, number of followers имаат, можевме за некој да извлечеме од кај се и така натака, кој language го користат, па според профилот што сме ги скрепале и многу начин на персонализација. Освари имаш. Чисто да те вратам назад, значи ние првата кампања за Инстаграм кога работевме далечната 2013 некаде, мислам дека беше, имавме една ситуација во која што моравме да си направиме своја скрипта, да ангажираме човек да не направи скрипта, за да ни извади статистика на база на хаштаг, објави на хаштаг. Затоа што еден куп имаше десетици сервиси различни што следеа Инстаграм, меѓутоа никој не можеше ретроактивно да направи анализа и никој не ги вадеше тие бројки што нас во тој момент ни треба. Работевме кампања за клиент, за One Telecom на времето и тоа беше летограм, па зимограм, па ти реков ми рече, па фото на неделата и така натаму. И знам дека уште тогаш онака беше првите кампањи на Инстаграм што ги работевме и за да можеше да извадиме некаков извештај за да знаеме колку сме успеале, што сме успеале, не успевавме да најдеме сервиси и на крај завршивме така, програмер, скрипта, ова ни треба, направи го и не знам 24 сати, 48 сати му треба за да го направи. Пошто ја не сум програмер, не се разбирам толку многу, меѓутоа влегов у апито на Инстаграм и стигнав да видам дали какви реквести можеш да му направиш и колку сесии можеш да му повлечеш и што се можеш да му повлечеш и сватив дека може да се направи, ама некој треба да го искуца. Така да сум го поминувал тоа, јасно. У принцип гледам да како би пораснале бизнис со скоро нула кеш инвестирано. Добро, и што значи тоа? Ги собравте податоците и после тоа? И после тргнавме cold emails. Пошто беа, мислам, научивме са cold emails е its own business, нели, као фрка е. Ама целата таа фрка не донесе кај што сме сега и сега праќаме многу cold emails per day. Тоа го правиме тоаш. Cold emails кој е здраво, нели, као тоа правиме. Те гледам дека постираш, следиш тоа, малце персонализација тоа, дали си за, може сакаш да слушнеш поише. Автоматизирани ли се cold emailsите или Абе, на почеток, гледај, не сакам ништо да автоматизирам, додека не го направам јас. Као се сакам да автоматизирам, ама сакам прв пат да го направам јас за да видам кај може да фейлне целиот систем. Исто како со делегирање таскови. Не сакам да делегирам таскови што јас не сум седнал да ги направам. Пошто немам никаков контекст. И кој е, да речеме, магичната формула за cold emails? Јас сум слушал и сум гледал еден куп презентации, еден куп причи за cold emails и слично. И имам супер онака као мислење за некој од нив. Баш ме интересира да чујам дали вие имате онака магична формула. Да, имаме магична формула, што не знам дали да издавам, ама ќе цензурираме. Има многу работа, има некои tools што треба се користат што ќе ти помогнат. И најголем дел од cold email зависи од пораката што праќаш и репутацијата, што е лесно кажано, ама потешко да го направиш. Дали ќе користиш линкови, дали нема да користам цел артикл за како сме праќале до 100.000 cold emails per day за еден швејенец. Он сакаше да земе микро, нано, имаше огромен буџет да потроши и буквално сакаше цел Инстаграм да соработува со него. Пошто братот даваше бикините му се да ги направи као помалку од $1.
а некој го постира на Инстаграм за гага, ако он им прати бикини, пошто кај него бикини на страната бикините се $69. И сега овие мислат дека добиваат $69 value, сами си плаќаат shipping, а овој ги плаќа помалку од $1 за да го објават. И сега со него стигнавме до некој стек што праќавме буквално 100,000 emails per day. Со комбинација од Ама тоа се имейлс кои што бараат од луѓето да си платат шипинг за да добијат бикини или продажба? Не продажба. Значи, во принцип баравте... Не продажба. Со продажба е тешко. Треба пазиш да добиеш реплайс. Магичната формула е да добиеш што е можно повеќе реплайс или click-throughs. И никој да не те репортира како спам. Тоест, помалку од 1 на 1000. Многу помалку од 1 1000. Користите ньюзлетер сервиси, готови ваши скрипти, ваши сервери, имейл сервери? Купувавме, имаме купено... имаме земено еден, имаме купено уште еден ньюзлетер, па после сфативме како да го правиме тоа сами. У принцип, борма процесот е многу битен, кај cold emails. Додека стигнеш до некоја одредена репутација, кај што Google ќе каже, окей, доменов, сендеров е окей. И ти треба подолго време да го заебеш тоа. Ньюзлетер се фантастични. Значи дека ќе почнеш со cold mail од еден домен, полека растеш, не пушташ одеднаш 100,000, него многу полека. Многу полека растеш, предпазливо и гледаш цело време да тестираш пораката, да тестираш репутацијата и така натака. Добро, сите се овие growth техники кои што се супер. Меѓутоа, колку ако си добар growth хакер или growth whatever, маркетер, ако немаш добар производ или услуга, добра понуда, можеш да поминеш. Колку можеш да поминеш? Да. Дали, ако ја знаеш техниката, можеш малтене што сакаш да продадеш. Баш тоа си го мислев вчера. Има едни дечки што ги следам, што се апла такви growth hackers, австралијанци, што се веб страната им е со капулјачи се они и така натака. Тоа се луѓе што све што прават е спамаат, знаеш, као окей е growth, пошто немаш буџета, сакаш да пораснеш, особено за бизниси што се направени тука, кај што почнуваш со апла немаш, ке знаеш, во Силикон Вели почнаш бизнис и идеш да собираш пари, пошто имаш тим, имаш идеја и ќе го направиме ова и имаш пари, знаеш, кај можеш да пробуваш ствари. Тука кај што не можеш да пробуваш ствари, ти треба некој начин кај што ќе можеш да се угураш у толпата, али без добар продукт. До која фаза, барем според твоето искуство, размислуваш на growth ваков класич од овој тип, кога веќе почнуваш да работиш као сериозен бренд етаблиран со други буџети? Преако праше, цело време. Значи од почеток, тоа му го зборев, сега онборднавме, не сега, мај, ама мене ми изгледа сега, вау. Еден дечко што почна да работи маркетинг кај нас и му викам, сум стигнал до степен кај што ги двојам мој начин на тоа, не значи дека е правилен, не значи дека е точен, не значи дека сите треба да го прават. Мој начин да правиме дел од мојот ефорт е потрошен на long term growth, а дел е на испитување што може да направиме тука in the short term. Cold emails, traction од почеток, автоматизирање на некои ствари и така натака, скрепање, па праќање, знаеш, све тоа е нешто да донесе traction, ама мораш да мислиш на иднината, на што ќе биде понекогаш партнершип со кој ќе направиме, SEO е тука, знаеш, пошто ако напишам артикл ќе се рангира кој знае кога. Domain authority, на какви форуми градиш и дали градиш репутација и така. Некои такви long term ствари versus short term. Што значи ако сакаш да градиш бренд, од сам почеток треба да ги тераш двете приказни паралелно. Значи, мораш да ги тераш двете приказни паралелно. Пошто ако се фокусираш само на short term gains, ќе останеш некојаш кај што ќе бидеш како окей, што сега, знаеш, што ако мислевме пред година дена, ако напишавме еден артикл пред година дена, сега ќе имавме вредност со тој артикл. Мене ми се некако многу розеви тие приказки, као еден артикл да напишеш и као дека имаш одма ефект од еден артикл, ме свегаш, мислам, дали веројатно ниш термините што ги гледам? Не. Грешно, извини. Значи ние имавме 50 артикли, еден успеа. Тоа. Еден успеа. Не го напишавме вистинскиот. Ама се фокусиравме на еден core content. Се фокусиравме на нешто за кое што знаевме дека сакаме да бидеме најдобри. У Intermix тоа беше речи перформанс, кај нас тоа се Instagram micro-influencer emails, специфично, пошто има милион други сервиси за било какви инфлуенсери. Така. И така. Приказката за микро, нано и така натаму инфлуенсери прецена на Instagram, мене ми беше као интересна, актуелна пред некои 2-3 години од прилика.
Сега некако нормално кој секој друг, нели, hot topic тема си спласнува у маркетинг светов особено. Вие се фокусирате да работите во микро. Така ќе му да. Да. Ако не се лажам, тогаш од 1000 до 10.000 беше микро, кој Па е сега вашата до 5.000. Сега до 5.000? До 5.000 отприлика, да. Која е карактеристиката нивна? Која е разликата у вредност? Дали некој пат сте седнале да размислувате, полека влегуваме у темата инфлуенсери? Да ти најавам, да не речеш не сум ти најавил. Значи, која е разликата помеѓу 1000 до 5, 1000 до 10.000 и микро, нано, мега, гига, whatever, како се цената и колку лесно можеш да ги добиеш и со каков бренд би работеле. Као луѓе што сакат може да зборат, тоа се луѓе што зимаат пари. Као ти можеш да кажеш дека Ким Кардашијан треба да гради болници, не е self-made, она има рич до одреден број на луѓе. Ако не за спонзорира бјути продукти, ќе продава тие бјути продукти. Нема збор за тоа, знаеш, пошто им е реклама и си носи некаква репутација по земја. Поентата на микроинфлуенсер, особено сега, да, беше хит тема пред некое време, е многу криво што не почнавме порано со тоа. Ама за e-commerce брендови единствените начини на growth е инфлуенсери и Facebook ads. Facebook ads ги тераат цело време, нели? Као тоа го прават Instagram, Facebook, бла. И другото им е се партнершип со инфлуенсери, како ќе постат кампањите и така натака и така натака. Имаме ни искуство некое скромно изминатава година во поглед на инфлуенсери и e-commerce и слично. И се многу, барем на локалниот пазар, микст искуствата, значи многу различни искуства. Баш буквално нема некоја сива зона која што е потемно, посветло зина, него ни се случувало црно-бела ситуација. Па затоа идеме скейл. Заради тоа, за разлика од нас, например, за разлика од другите инфлуенсер платформи што ги има и така натака, ние не сме толку фокусирани на метриксот, не зашто не ќе бидеме, зашто уште не сме таму. Почнавме многу покасно од нив. Ама се фокусираме на скейл, пошто баш ради тоа, некаде црно, некаде бело, некаде ќе се погоди, некаде нема да се погоди и така. Дали фокус, главен пазар во фокус ви е Америка, претпоставам, или? Америка, да. Америка е главен фокус, ама имаме клиенти од сегде, буквално од сегде. Дали во тие стандарди од 1000 до 5000 followers тие се перцепираат себе си кои инфлуенсери и знаат и се спремни и размислувале да работат со брендови и да објават? Се поише брендови, се поише. Значи бевме со пред 3 месеци 4 отприлика, зборевме со ни швеѓани, што беа интро од предходен интро. Они работат со Пепси. И са Пепси трга да прави кампања со микроинфлуенсери, пошто сватиле дека за парите што ќе ги дадат, ќе добијат X5 value назад. Пошто големите инфлуенсери стануваат се поскапи, малите се уште не знаат дека сваѓаш, као ја без разлика колку фоловерси имам на Инстаграм, 1000 да имам круг на луѓе што ми веруваат у тоа што го правам. Што значи дека се глупо е, пошто нити ја знаеме целата публика, ништо, меѓутоа една груп просек. Ако и на 1000 луѓе им пишете за да, не знам, објават одреден бренд, кои што се релативно добро избрани врз основа на тема и така натаму. Колку од нив ќе ви кажат, окей, сакам, ќе објавам? Зависи од брендот, од прилика добиваме, на колку ми кажа, 1000? Например, сам се 100, не е важно процент. Од прилика open rates ни се од прилика 50%, со кои што 15% викаат да, окей. Да кажи ми ја понудата, кажи ми што треба. Значи не е понудата во мейлот, него мейлот вика дали сакаш да се работиш. Тоа се враќаме на cold emails, нели? Ова се cold emails. Као да, они го имаат оставено мейлот и сакаат колаборации со брендови и све, ама пак е cold email. И сега за ние да можеме да го правиме тоа scale, бараме одговор назад у првата порака, место да пратиме понудата, па да чекаме да видиме што ќе ни кажат. Пошто ако ги заинтересираш кој е брендот што сеша и ти вратат назад е многу боле за IP-то од кој што праќаш. И тоа е целата поента, иначе не. За тоа не ни у првиот имейл понудата. Така. Супер. Не знам колку знаеш, претпоставувам дека не знаеш, и ќе испадне се сум те викнал тебе за да си кажам ја пред тебе што сум направил, ама имаш еден сервис Buzzbase, пред ви да го направите Buzz мрежата, апликацијата, кој што уствари беше сервис за работа со микро инфлуенсери во регионов, и тоа беше наш сервис. Мислам дека имам слушнал. Со такво едно гласно човече, жуто цртано ти реков ми рече. И нас ни профункционира, тоа имавме нека математика таму, баш ова што го правите вие сега, меѓутоа за овој пазар mall scale,
Меѓутоа нас беше поентата да направиме proof of concept, дека тоа може да функционира и имавме 3-4 различни обиди да го реплицираме тоа во на други пазари, значи во соседна Србија, во Турција, во Малта и слично. А зошто? Ај после ќе ми кажеш, да те прекинам. Значи, како да ти кажам, ние бевме одговорни за концептот, маркетинг, приказката и се, друга екипа, партнерска наша екипа, која што денеска се Embed Social, патем, го работеа техничкиот дел. И ние тргнавме со Twitter и Facebook, и ние тргнавме со мерење на ефектот споделувањето без разлика ти колку големи инфлуенсер си. Значи имавме некој алгоритам, односно некоја формула у позадина која што пресметуваше каков ефект ти си постигнал со твоите објави. Значи ние не викавме мораш да објавиш еднаш, објави 20 пати ако сакаш. Да. Ама ние ти следиме ефектот. И имаше таму некоја формула која што луѓе се обидуваат да ја одгатнат и да ја пробијат, тогаш не успеваа. И ние бевме супер среќни за тоа. Имавме 10 на 15 кампањи кои што онака супер помина, кои што докажавме дека, нели, ако работиш на такво мас ниво со инфлуенсери, всушност има ефект. Меѓутоа нашата главна мотивација како маркетери тогаш беше да не ги користиме инфлуенсерите како банери. Значи да всушност со самиот момент што ние форсиравме ефект, ние ги теравме инфлуенсерите да се трудат околу објавата, да ја направат да биде примамлива, пошто ако немаш ефект нема да ги добиеш парите. Значи вие многу сте се замарали у превод. Ние тргнавме од таа перспектива, значи тргнавме маркетинг, крстот на чело, мене овие гроу техники и денеска ми се симпатични да ги слушам, не се мојот стил на работа и криво ми е заради тоа. Ами нема за се треба да има луѓе. За се, у општеството општо, не маркетинг, не ништо у светот, треба да има луѓе за апсолутно се. Се согласувам дека многу сме се замарали и како што ти кажа на почеток дека си имал неколку фейлови различни и ние имавме и имаме, мислам тука нема дискусија, нормална работа е тоа. Дури ако не се лажам негде 2015-16 година е еден од првите кој што јавно зборуваше за своите фейлс у поглед на стартап приказки, не знам, мисля че некој EU инфо центар за некој стартап week, нешто такво беше. И немам ја проблем тоа да го споделувам, али бев решен дека со тој сервис дека ќе давам се од себе и нема да се откажам така лесно, додека не го профункционирам. И најдов друг тип на судар. Ја доаѓав од маркетинг свет, и се обидовме маркетинг алатка да им продаваме на луѓе у стартап свет, кој што врска нема како тоа функционира. Значи, ова ти го кажам у фаза у која што јас зборував на времето со директорот за social media на McDonald's USA, со луѓе кои што се беа на позиции на social некаде, кои што не знаеа дека постојат уште такви сервиси глобално. И бевме некако, знаеш, 2 години, 3 порано на пазар. Тоа, како беше на being early is the same as како беше? И тогаш ја оствари кога ја спремав таа презентација фамозна, изгледав еден куп презентации, предавања, текстови, книги и слично, за да сватам од едно чиче старо шо 25 години инвеститор у Silicon Valley и слично, сега беше може и 30, да каже дека он сите инвестиции што ги направил, ги изанализирал и сватил дека фактор број 1 ти е time to market. Мислам дека го имам гледано истото. Да, мислам дека истото го имам гледано. Така е, не, стварно е така. Као ептен многу мали разлики. Знаеш, ја не тргнав од таму, ние не тргнавме од таму. Тргнавме од другиот дел, има, не знам, Discover.org или Zoom Info се сега? Не знам. Они се најголемиот data provider кој се работи за B2B ствари. И ултра големи се, отидо IPO пред некој месец, мислам дека на денот на IPO беа 21,5 милиарди worth. Се што прават е скрепаат LinkedIn, гаѓаат мејлови и звонат по луѓе у компании за да потврдат дали да добијат поише информација што треба. 21,5 милиарди долари вредат као компанија. Ништо нема друго. И само после API access, бла, enriching, бла, и они си стварат некои нивни use cases. И тоа е тоа. Дали ова значи дека мене ова ми е не е hard work, ама е hard work. Мислам, она е буквално проста, едноставна работа што треба да е добро да ја сработиш. На крај се сведува на тоа. Значи треба да имаш едноставен таск, едноставна работа и добро да ја сработиш. Апсолутно. Многу се согласувам со тоа. Затоа што, знаеш како, и тие сега што ми ги спомна, сигурно кога ќе им го отвориш вебсајтот, ти продаваат
као вау, ние сме софистицирани, ние сме AI, роботи, machine learning, бла бла бла. Crazy, некои такви ствари. Да, апсолутно. Апсолутно. Имавме аксес до таа. Нас не кошташе со Intermix 21,500 годишно тулот. За да имаме аксес до data engineers, тоест engineers in general, од компании од 1 до 100 вработени од Норт Америка. Ако го свртам со англиско, дури Норт Америка. Да, рековме дека ќе зборуваме за Тоа е шо правам, као секој ден ми е тоа, не ги знам термините македонски. Дисклеймер. Во оваа епизода ќе слушнете премногу странски зборови, кои што така ноншалантно јас и мојот гостин ги спомнуваме. Ве молиме, немојте да мислите дека се правиме фраери, едноставно по цел ден само на англиски читаме. Да, и многу и се нервирам што луѓе ме поправаат. За појаснување обратете се на речникот. не ги знам некои зборови, не ми текнува, ќе треба да се мислам тука. Јас кога предавам и кога користам доста нормално термини на англиски, секогаш напоменувам пред предавањето дека ќе користам многу термини на англиски, меѓутоа за 90% од нив ќе кажам и македонски термин и ви гарантирам дека многу полесно ќе ги препознаете и разберете англиските отколку македонските во даден контекст. Така. Ама се трудам да го задржам тој момент и во дадена ситуација јас можам да зборувам без никаков проблем за прелистувач, а не за преварувач или за браузер и да знам да направам разлика помеѓу пребарувач и прелистувач. Дури тоа нема никаде да ми текне. Мислам дека никаде во животот немам кажам прелистувач. И никој нема да разбере што си му кажал. Прелистувач. Да. Добро. Да се вратиме назад. Ако ги свртам сите муабети твои од сите можни англи да разберам. Дали е тоа вашиот пристап или е тоа можеби најисплатливиот пристап? Email is the king. Се повеќе луѓе го сваќаат пак тоа. Знаеш, као имейл на некој ми е као пројдено е тоа имейл. И ако почнам, знаеш, пројдено имейл не апсолутно не е пројдено. Апсолутно не е пројдено и е моментално единственото нешто што ти го поседуваш. Ти си у контрола на имейлот. Не си у контрола на Facebook Ads, Facebook е у контрола на тебе, дејтата што имаш. Апсолутно се, знаеш, Twitter, се од плаќаш за да ги користиш, Google Ads, се. Имейл со што ќе ги собереш, никој не може да ти ги земе. Ти си у контрола на што ќе направиш со нив. Што е многу мокно, особено у ова време. Баш ке има многу добро, например, со имейлс од Instagram ја правим мовет, а го имам правено и то у B2B. Ако аплодираш custom audience на Facebook со приватни мејлови, имаш огромен match rate, особено ако си ги земал од Instagram, и ти можеш усвери да правиш ad, да таргетираш custom audience, што ќе биде само од луѓе што се скрепнати followers на одреден профил. Знаеш колку персонализирано може да биде тоа? Пази го. Уште можеш да го правиш тоа или сега веќе е потешко? Уште може. Добро. Уште може. Си слушнал ли за Cameo? Не. Тоа едно, плаќаш селебрити, некој, имаш Snoop Dogg е, например, на платформа. Си гледал Silicon Valley? Да. Па овој инвеститоров, како си каже? Ој будален Борис, како си каже? Знам, окей. Како да, му плативме на другар да се заебава, и сега можеш ти да земеш ад од Snoop Dogg, значи да го платиш $200, 300 колку да бара Snoop Dogg, ги скрепаш фоловерсот на Snoop Dogg, ги аплодираш како custom audience и ти уствари со видео од Snoop Dogg што збори за твојот продукт, таргетираш само фоловерс на Snoop Dogg. Ама го плаќаш плюс за да ти го направам тоа видео. Добро, ама ти го плаќаш $300, сваќаш? Као $300 реален кост за зависи што продукт продаваш, нели? Али ако не ги извадиш $300 на аудиенс негов од, да кажеме, ќе има 20 милиони, ти ќе добиеш 2 милиони луѓе што се со мејлови и имаш пруф, она social proof, као Snoop Dogg вика, еј, супер апликација, тоа е многу јако. Многу лудници ефект. Јако. Тоа постои уште, функционира? Постои, иди на Cameo, направи некој да ти ендорсне продукт, кажи ќе скрепне фоловерсот и пробај. Јако. Спомнавме пред да уклучиме камери, односно камера и микрофони, дека од пред нова година имате уште една нова, речеме, приказна, односно занимација. Сакаш да зборуваме малце за нејзини? Ајде. Многу е ново. Многу е ново. Мене ме иритира моменти, следаме куп различни Facebook групи, локални, регионални, глобални, бла. Значи секој ден по 10 пати. Дечки PayPal, Maypal, дечки ова, дечки она. Значи како успевате, како успевате? Доста.
ми се бендиса кога те улетав некаде со некој коментар, не знам на која од групите беше, кај што пише како ако да не ме прашувате, ве Ама молам. знаеш ли какви коментари доаѓа? Кога им пишувам и пази шо, поз може ли повеќе инфо за компанија во Естонија? И викам, абе, сега, шо сум ја, ќе ти објаснам, што повеќе инфо да ти дам, сеќаш? Да. И го имаше клучен збор стајано, јас си го убацив у браузер, си го истрвав, ја најдов компанијата, ги видов работите што ги продаваат и ми стана прилично јасно. Ама луѓето се навикнати некој да им го дае така, знаеш, кој еве ти го изжвакано поели, те сај ти направи го и ушајката водам низ процесот, кога да имаме ние сите кој знае колку време да трошиме на Сега ја поштам, знаеш, ама као еве ти го, сум го направил, види како ќе го направиш ти. Ако треба нешто специфично да ме прашаш, ќе одговорам, ама поише инфо. Али да, отворивме компанија во Естонија. Само заради онлайн плаќањето, нели, као Stripe и PayPal да можеме да користиме. И да можеме да влеземе малку во e-commerce space. Пошто научивме многу од преку 200 клиенти што ги имаме претходна година, помалку од не. Тие се уште ги работите, така мислам активни сите по кампањи. Да, бизнисот ни е, значи тоа ни е фокусот. Имаме мал дел од тимот. Повеќето составен од нови луѓе. Тимот ви е тука во Скопје? Сите се тука. Сите се тука? Сите се тука и сите ни се скоро другари. Колку луѓе сте ако не е тајна? Леле, претходниот пат тут навстои. Мислам дека 13. Добро. Мислам дека 13. Зборам Апла ни е тимот. Иначе имаме нели фриленсери ваму таму за одредени таскови и така. Особено пошто е тешко да се најдат програмери тука. Аха. Поголем дел од тие 13 се програмери или? Не. Тие поголем дел од аутсорсингот се програмери. Аха, добро, пошто не можеш да ги донесеш. Пошто не можеш да ги донесеш, да, тешко е. Особено за стартап компанија. Окей, се враќаме на e-commerce приказката. Ајде, сподели што сте се одлучили. Многу сум горд за e-commerce приказката. Значи, сотивме дека ако сакаме да продаваме на скейл, пошто тоа сакаме да го правиме, не ќе да имаме ниш продукт, не знаеме ништо за e-commerce, освен што сме збореле со луѓе, нели? И бевме како ќе да ги земеме learningsот од 5, 6, 7, 8 клиенти, што гледаме дека стварно растураат, кој има еден дечко, го познав и него од Шведска, ни ги купуваме лоите нас за одредена сума на пари и он над нив, многу ефтина сума на пари, он над нив имаше посната скриншот, ми го прати, преска зборев со него, кога цело време зборев, он е клиент више години и нешто. Он има направено од април до јули 1,8 милиони у продажба, само со праќање мејлови со микроинфлуенсер кампања. Значи, за тоа он имал трошок 100, 200, 300 илјади, да кажа. Еви сток додади уште малце. 19 годишен дечко од Шведска. И бевме како, окей, ако он знае да го направи ова, а ние сме многу подобри у праќање мејлови од скейл, знаеме не само неговите што научивме од него, туку што научивме од многу други клиенти, ајде ќе пробаме наш e-commerce бренд. Тоа е целата поинта. И сега не знаевме како да иде со сток, кај да го чуваме, што да правиме, како да отвараме, се снајдовме некако. Имате proof of concept, имате продажба, почна целата приказка, Да. Мислам дека ево со таа продажба преска што се радуваме, мислам дека претходниот 3 дена имаме 19 или 20. Супер. Што не е многу, ама пак е small scale. Почнавме на small scale. Идеме кон scale. Колку се скапи производите што ги продавате просечно? Ние плаќаме за нив од прилика $10,000. А продажната цена е? 79. Само да разграничиме некаде, не е класичен дропшип, туку имате свој бренд, свој производи, градите приказка. Поентата што беше поентата зашто не отидовме со класичен дропшипинг е зашто знаеме дека можеме да го постигнеме скелот, пошто пред да решиме вака се. И за тоа сум горд и за друго. Сум горд две ствари за кои сум горд. Пред да решиме дека ќе инвестираме, пред да никој не ме тапша. Фала. Пред да решиме дека сакаме да идеме со наш бренд, пошто треба да даеме пари за да имаме сток. Имавме партнер со еден Залиха е сток. Залих. Значи, отидовме партнер со еден бренд од Activewear од Норвешка и јас зборав со фаундерот и му викам све ќе средиме, значи цела кампања ќе ја водиме ние. Не сакаме пари за мејлови, ништо. Сакаме 30% од продажбите да идат кај нас. Дај ни афилијет линк, све што ќе заработиме, ти исплати ни 30% од тоа. За да видиме дали усвари ние можеме да продаваме, пошто сега ние сме контрола на све. Сега не ги продаваме меловите, туку сега сме апсолутно контрола на се. И со тој тест пројде многу добро и бевме како окей, нема зошто тоа да не инвестираме дел од парите од компанијата во наш e-commerce бренд. И начинот на кој што ги избравме моделите што се за продавање. И нема некој што ќе ми каже дека не сум право за ова. Ги скролавме сите попознати страни за Activewear у свет.
ги земавме ревјусот што ги имаат, според колку да видиме кои им се најпродавани усвари, значи ги кроламе продуктите или од TripAdvisor reviews и споредуваме кои се најпродавани усвари и ги земавме првите 4 што се најпродавани. Ги сменивме доволно за не биде да немаме copyright issues. Аха. Тоа се дизајни или типови на дизајн? Па нема појма ништо од дизајн, ја не знам да нацртам ништо. Вака се ако спомнуваш трни застани скрепавме, трни застани data mining, собирање, анализирање. Ова значи дека ако некој човек нема технички познавања у позадина, џабе везе или ќе зависи од надворешни луѓе кои што ќе треба да ги мотивира на еден друг трет или многу потежок начин. Абе, скрепање не е тешко. Ти можеш да го направиш со, као си кажеш на Scrapebox, можеш да го направиш со Data Miner, тој екстеншн за Chrome. Као, ако сакаш, ако знаеш дека може да биде направено. Не е толку тешко да си скрепа сран. Баш као има дечко некој што ќе ти ја заврши за 10, 15, 20 долари. Не е толку тешко. Само треба да го имаш познавањето дека може. И заради тоа препорачувам многу од луѓето да идат на финки. Аха. Без разлика што сакаат да работат, да идат на финки. Не само сум доктор, нели, нормално. Или така ствари. Ја мислам дека може да доктор. Многу е битно да си мислам дека не донесу, мислам тоа е скроз друга тема, али мислам дека велјуто на другите факултети без никој да навредам. Дали колегите сега те гледаат како издајца, како предавник на родот не. програмерски? Се надевам не, пошто ја нив ги поштувам многу. Да не кажам највише. Се уште кодираш, куцаш, програмираш, имаш пасија за тоа? Ретко, нека да, вчера да. Да. Вчера да, ама малце. Као многу малце. Као например пошто почнувавме ја и брат ми, ние правевме све, сеќаш као она све беше као ајде, пошто анализирање на огромни податоци, мораш да го правиш у Python, не можеш да го правиш у Excel. Excel не ни отвара файл поголем од милион. Ај баш кој Excel не може да се стајно. Така да мора тоа напред, тоа беше у Python го правевме ние. И сега како што напредува нели компанијата, нормално го оставаш на некој што знае. Уште едно техничко прашање, можеби ќе ги интересира некои луѓе што ќе слушаат. E-commerce платформата сега што ја стартувавте на Shopify, На Shopify. На Shopify. Не се ни мислевме. Као не, многу од луѓето споредуваат, се заглавуваат у па што да користам, па што ќе биде ако биде ова, па како тука, па као ги размислуваат проблеми што може никад нема да ги имаат. Као иди со нешто што ти е најлесно да почнеш. Ќе се снаоѓаш после. Многу е полесно да се снаоѓаш со 100.000 долари у банка отколку со 0. Предпоставувам. Да, предпоставувам, да. Али ме сакаш поентата, сакаш као нема зашто да се мислиме се. Па полемизираат околу па вакви закони имало, па такви, па онака, мислам. Добро, мене единствената пречка тука ми е што јас размислувам во име на компанија и сакам нешто како компанија да го направам, а не како Дарко лично, кога размислувам такви сценарија. И секој па знаеш, размислувам како парите ќе стигнат тука за ја да се ги покрием тоа што сте тука. Ама не, тоа апсолутно треба. И во пар ситуации сум се откажал од некои идеи, некои планови и слично. Сега ми е криво за дел од нив и сме пробували дропшипинг сме пробувале да работиме и се. Меѓутоа јас не мислам дека тоа е пречка. Значи ако ти доволно добро сакаш да си убеден и имаш желба да сработиш нешто, ќе најдеш начин како да го следиш, особено сега Естонија, Делавер и така натаму. Само целата приказка е колку си ти спремен да ризикуваш, односно да вложиш во тоа. Апсолутно. Па тоа што им го зборам на многу од луѓето што се со нас и мислам дека повеќе од тимот што доаѓа го разбира тоа, е дека сега немаме ништо да изгубиме. Као ти имаш, пошто имаш компанија позади тебе, знаеш? Да. Ние немаме, нема што да изгубиш. Као особено кога почнувавме и сега ај ќе опробаме ова, пошто ни фамилија храниш, ни ништо, као што е до мене, ај ќе живеам на нудлс и туна. Може ни туна, нудл само. Нема што да изгубиш. Као почни, пробај, пошто ако толку размислуваш сега, што ќе биде кога имаш компанија, кога имаш фамилија, кога ќе треба нешто, кога од твоите ризици некој ќе има да страда ако не успее. Ме боли се тука да ти кажам. Тука се. Ама добро. Како ова е последно? И завршуваме пошто сакаш уште? Се загрев. У 2 дела ќе го делим. Ајде, може. Парт 2. Парт 2. Ако има поише лајкови од било кое друго? Прегледи, вајда.
Преслушување. Прегледи? Прегледи и преслушување. Со оглед што на Ајде. YouTube сме појаки. Ќе средиме. Ќе искрепаме. Не играме така. Значи не ја поштено. Денеска разговарав со еден пријател кој што доста често работиме заедно, слична работа работиме и баш дискутиравме околу Comcast-ов и му кажувам како дека растот како изгледа на Comcast, пошто комуникација.нет никој пат немал голема публика, никој пат нити сме се стремеле ние за голема публика. Значи 100, 200, 300 месеќаш, значи како кор публика правиме. Толкав и бил и пазарот. И сега со оваа последна итерација пазарот значително е променет во Македонија, значи поглед на маркетинг особено и дигитален маркетинг. Меѓутоа она што заедно го констатиравме е, како му кажам, значи сега сум околу 500-600 у просек ме свакаш прегледи вкупно на сите платформи, што мене ми е сосема окей. Пошто јас сум осетил дека и 200 ако се тие вистинските е таман, ме свакаш. Апсолутно. И као и супер окей, топ е ова, бла бла бла. Ме свакаш као муабет, многу позитивна ме радува така. Пошто мојот пристап, growth пристап не е као ајде чекај удри сега, ќе спамираме масовно, ќе станеме ултра илјадници, ќе имаме не знам што инфлуенсери ќе станеме и такви работи. Прашањето следно ми беше. Ќе те вратам пак назад на e-commerce. Како изгледа growth планот таму? Сега не знам. Као имаме еден канал што знаеме дека работи, што сме го тестирале дека работи, знаеме дека работи, ќе го искористиме додека можеме да го користиме. OKR, колку сум. Не знам како се викаат. Објектив за овој цел за овој квартал. За овој квартал. Ние да добиеме барем малце трекшн од друг канал наспроти, за разлика од тоа што го знаеме. Кој имаме на памет ствари, нормално нека имаме. И ќе видиме. Нема зошто сега да се оптоварувам со што ќе биде следно, ако знам дека имам нешто што работи. И сега малце ќе дигнам повисоко приказката, малце ги спомнавме стартапите и стартап светот и тие игри, инвестиции, чуда, врагови и све. Може би ова ќе биде тој part 2. Да, се надевам. Таму имаш многу што да кажам. Значи, јас бев дел од таа игранка, малце поактивен во, да речеме, почетокот на New Media компанијата што имам, што веќе има скоро 11 години, како што постои. Со среќа. Фала. И едно време, кога го правевме BuzzBase, кога го правевме Donesi.com, на времето го работевме уште пред Кликни Јади, еден куп такви ствари ситни, сега Allweb и, не знам, Decal и така натаму. Во еден период бев поактивен во таа стартап сцена. Ме беше интересно, имав некакви, како да кажам, и желби, аспирации и слично. И мислам дека баш е игранка. И тука завршува приказката. Дека оние приказки кои што, ти зборуваш за екзит ваков, екзит онаков, за инвестициска рунда една, друга, трета, ги има тие приказни тука, не е дека ги нема, ама тие не стигаат да бидат дискутирани. Затој искрено, затој почнав со LinkedIn, зашто сметам дека многу, се не знам како ќе продолжам, се надам дека ќе имам време да продолжам. Значи green screen ќе обезбедиме сега. Ќе обезбедиме се. Не ми треба, иначе се снимам од телефон. Знам, видов. Не. На стори негде кај девојката или слично. Да, нема никакво интро, ништо го. Нема потреба. Што ми текне моментот тоа. Мислам дека кај нас за жал е само тоа баш, само си игранки. Особено доаѓаат да зборат луѓе, не можам да слушам совети од некој што не го направил претходно. Знаеш, ни требаат промовирање на успешни приказни. Ни треба луѓе, баш пошто ги спомнам Bet Social, ни треба им Bet Social да зборат за промовирање на продукт. Ама тие компании немаат интерес да се експонираат. Ке имаат. Не е од интерес, нема да имаат корист. Ја апсолутно мислам тие компании, апсолутно ги разбирам, пошто се заглавени у работата, знаеш. Ја и ти не можеме да се погодиме да дојдеме да се снимаме, пошто стварно немам која, знаеш, тоа ми е денот. Уживам у тоа, ама тоа ми е денот. Вежбам, седнувам, работам и толку. И ама ќе се деси. Не за да се промовира, ја немам никаква корист, бизнис корист да се промовирам тука. Ама знаеш што сакаш да си бидеш херојот што ти требал тебе? Као мене ми требало некој што кој јас сум почнувал, ми требало некој што барем нешто направил да дојде да ми каже што се десило. Имало такви луѓе, не дека немало, ама такви луѓе ни требаат да почнат да зборат. Не као мене, пошто ја уште сум рано, нели? Иако имам некој искуство позади мене, ама така, ни требаат такви луѓе.
Ги има, си ги среќавал, што викаат они, зошто тие не зборуваат? Ретко Ги има или ретко зборуваат? Па не сум ги ни барал. И ретко ги има и ретко зборуваат, не сум ги ни барал. Као многу е друго. Мене искуството во Калифорнија мислам дека апсолутно не мислам, ми го смени животот многу. Само да ги видиш како размислуваат, што прават, како се понашаат. Добар дел од стартапите и тваки дигитал, нели, сервиси, софтвер за сервиси слично, она што го работиш и си го работел, се направени од технички лица, така наречено, да речеме програмери и слично. Зборуваш дека, нели, во Калифорнија ти се променил тој пристап. Си го поминал Финки и си она исклучително позитивен на таа приказка. Дали Финки може да створи кадар кој што ќе размислува надвор од кодови сега? Она сериски да створи таков кадар? Да ги разбира тие работи, ама да размислува нешто подалеку од тоа? Мислам дека се трудат. Мислам дека се најблиско од што било кој е, далеку се подобри од било кој друг. Ако колку јас знам, не ќе навредам апсолутно никој друг факултет, ама кога збориме баш за оваа тема, мислам дека Финки се далеку повеќе од колку било кои други факултети. Се трудат да го направат тоа. Нормално треба време. И малце потешко ствари се дешаваат у тој свет на академија. Кој е мајндсетот на луѓето тука, на колегите твои, во смисла на тоа, они сакаат да работат програмери цел живот? Тоа зборев апсолутно, да. Гледај, и тоа ми е мене проблем. Знаеш, имав статус пред некој ден као луѓето не ценат акции моментално компанијата, удел у компанијата, имаат сите што се дел од неа моментално. И скоро никој не го цени тоа, пошто не знае, знаеш, као немаме таква култура. Ја немаме таа култура на ја читам приказната за една книга Симнав, заборив и како се вика, има приказни стартап нешто зборат како почеле интервјуа се со фаундери и сега дечкото вика дека мислам дека беше на PayPal. Мислам, не сум сигурен, не е битно. Работев у голема компанија, мислам дека HP работел и као ја напуштив, пошто иако платата беше добра и све, немав никаков stock option и као, знаеш, ке беше за плата, а сакав да пробам нешто да биде и се придружил на некоја стартап компанија, што испадна дека била PayPal, да кажеме дека била PayPal. Тоа го нема кај нас, пошто луѓето не го виделе, не се десил некој екзит кај нас за луѓето да знаат што се деша. Као они, знаеш, многу поише се кон стабилна работа, со добра плата и тоа е тоа. Што е апсолутно разбирливо, ја не викам дека не треба така, као секој си знае за себе, знаеш. Се деси екзит сега, ама пораката беше не се секирате на работните места, ви се сигурни. Кој екзит? Па Сиус. Сиус. Ама, мислам, баш сега како што го зборуваш тоа, пораката беше дека као окей, Сиус продолжува да функционира без разлика што собственикот го продал на други луѓе, мислам. Да. И никаде не беше спомнато дека некој друг е партнер, собственик, дели. Се надам дека тоа ќе се смее. Се надам дека тоа ќе се смее. Пошто тоа ни треба за иновација. Ни треба поише луѓе да се потрудат да знаеш, да го видат тоа како може да ова е друг пат од тој што го правиме сега. Никола, јас екстремно многу, иако како клише се звучи дека уживав во разговорот, нели? Да, уживав во разговорот. Да, и многу ми е мило што беше гостин во Комкаст и се надевам во некоја следна прилика повторно ќе ни гостуваш. И нема да прашам кој се грижи за твојот Инстаграм акаунт и на кој Инстаграм акаунт најмногу киснеш. Затоа што, нели, тоа ова ти е као пандан на кој се грижи за твојот изглед и слично, ме свакаш. Пошто кажа дека вежбаш и слично. На крај обично такви прашања. Да, за мојот Инстаграм акаунт. Не, немам постирано. Она што е битно е сам се грижиш за твојот LinkedIn профил, така да тоа е се окей. Ја имам некоја нова пасија изминатиот месец дена, се обидувам да бидам поактивен на LinkedIn сам за себе, да се подбусам. Вчера бев спремен да споделам метал видео едно, да видам дали ќе изреагираат луѓе. Ама не стигнав, не знам зашто, па денеска утре ќе го направам. Абе добре да ги гледаш после некое време, знаеш, да гледаш да викаш кој тука сум бил, гледај кај сум сега и така. Мене за тоа ми е комуникација.нет. Значи 2005 е почнат комуникација.нет блогот во март и кој ќе си ги видам првите 2-3 објави, 5, 10, 20, 100 објави, пошто има околу 2000 сега више таму. Се кринџаш малце. Значи како ти кажам, вајда никој нема да скрола кој ја што скролам да ги гледам и работи.
Ама не ги бришам намерно, затоа што тоа дел од нашето растење, дел од нашиот развој. Апсолутно. Ти кажува кај некој почнал за да стигне, пошто само успешните приказни кои се гледате катастрофа. Да, и јас тоа им го кажувам на луѓе, значи као што мислите дека јас знаев, чат пат некој ако не мислам дека тоа точно, ќе ми кажете и добро пишуваш на блог и бла бла бла. Ми кажам да, и види го пред 10 години како изгледа. Да. Види тогаш значи на латиница ми е првата објава. И стои. Браво. Така да, јас сум длабоко убеден во тоа дека само преку работа можеш да научиш и дека и да сгрешиш не е никаков проблем, мислам, знаеш. Ке може да си го поздравам тимот на крај? Апсолутно, да, повели. Толку? Па не знам како да ги именувам кон Оскар. Не, мислев ќе кажеш нешто посебно. Не. Добро. Не, ама поздрав за тимот кој што сега број 13 луѓе, го чекаме нели 14-тиот. Ако добро се преброи. Да. Веројатно ќе треба да снимам уште една најава ако го поделиме во два дела ова видео, ама ќе видиме, може ќе испадни онакво Джо Роган стайл она саат и кусур. Да, зашо не? Едно Ако некој му интересно нека слуша. Да, ако некој му интересно нека слуша. Ти благодарам уште еднаш. Фали на тебе. Па до некоја следна прилика. Стварно уживав. Поздрав.